Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум четврто деление. Денес ќе ви ја раскажам книгата Изгубени во Вавилон од Питер Лерангис. Оваа книга е дел од серијалот Седумте чуда. Во оваа книга се зборува за избраните. Деца кои пред да навршат 14 години морале да ги најдат 7 локулуси кои што биле распространети на 7 чуда на светот. Главни ликови во оваа книга се избраните Джек, Али, Марко и Кес, професорот Бегад, кралевите на Вавилон, Ула, Арбел, Шару, Усур, Набу, Наид и други. А исто така, тука се споменува и тимот со кој што оделе кај Вавилон. Настаните се случуваат во Вавилон и во Ки за време на 13-та година на децата. Избраните биле деца на кои што им се појавувале во косата перче во форма на буквата В. Тоа бил знакот на ламбадата. Во оваа книга децата ќе одат во Вавилон за да го најдат вториот локулус, кој што ги имал моќта на летањето, а исто така и на невидливоста. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога го снимало Марко, еден од избраните. Сите избрани имале некаков талент. Марко бил најхрабриот од сите, но за несреќа пак го снимал заедно со локулусот. И тоа единствениот локулус што го нашле. Потоа Марко се наоѓал во Вавилон, кај реките Тигар и Еуфрат. Кога го нашле таму, Марко им рекол дека речиси го нашол вториот локулус. Тогаш тие се нурнале во реката, каде што била потоната Атлантида. Кога тие нурнале, таму не можеле да преминат. Зошто не можеле да преминат? Каде била Атлантида? И каде се најдел вториот локулус? Каде бил првиот локулус? И како стигнал Марко до таму? Толку го сакате да знаете, прочитајте. Изгубениот Вавилон од Питер Лерангис.